Може? Може. Добар ден, почитувани медиуми. Ви благодарам што сте денеска со нас тука во поддржница Штип. Особено чест ми е да учествувам во повод на доделувањето на возилата за поддржницата во Штип. Ова донација што ни беше дадена од влада за возниот парк за Пошта на Република Северна Македонија. Ние како менаџмент одлучивме од вкупниот број на возилава 4 да доделиме и за поддржница Штип. Се надевам дека ќе им помогне на работењето на поштенските услуги што ги нудат према граѓаните и се надевам дека ќе имат по-ефикасна и по-ефективна работа на терен. Очекувам да имаме подобри резултати од минатото, иако Пошта Штип има добри резултати, директорот особено добро го води поддржницава, добро ги води работиве. Очекувам уште малце да се надеваме дека ќе го вратиме свеста кај граѓаните да работат и да имат повише соработка со Пошта. Очекувам во наредните месеци дека ќе имаме подобри резултати. Се надевам пак дека доволно ќе им се овие коли, според нашите анализи излегува дека сега се добро. Ако има потреба, ќе сме во расположение да им дадеме плюс возило, но тоа ќе треба да чекаме во наредните месеци. Би сакал да им се заблагодарам и на министерот Александар Николовски и на премиерот за оваа голема инвестиција и за соработката што имат со менаџментот на АД Пошта. За техничкиот дел и спецификацијата на возилата би сакал зборот да им дадам на заменикот, бидејќи он го водеше возниот парк и динамиката на доделувањето на возилата. Ако имате прашање за мене, повелете. Се поголем е бројот на брзите почти, како планирате да се справите со оваа конкуренција? Може ли поштата да биде, како што би требало да биде, лидер во поштенскиот сообраќај, а не на последно место? Ние како менаџмент од прв ден се обидуваме да смениме некои работи во законот, кај што веќе беа, како да ви кажам, отворени работи што оставива таков простор и за приватните пошти. Но знаеме дека за таа работа сепак е одговорна агенција за пошти. Ние нашето го правиме, се обидуваме да даваме подобри услови, се обидуваме да предложиме дел од законот што им одговара на Пошта и очекувам Пошта да биде, како што беше порано, на граѓаните и за граѓаните и да биде лидер во делот на e-комерцот и за поштенските услуги што видиме. Само местото. Само местото. Само име и презиме, да? Добар ден, како што напомена генералниот директор, јас сум Никол Чилгринов, заменик генерален директор на Македонска пошта и воедно одговорен за целокупниот возен парк на Македонска пошта. Денеска накратко би сакал само да ве запознам со типот, моделот и техничката спецификација на возилата кои што ги даваме во употреба во Македонска пошта. Значи, тоа е типот на возилото е Fiat Dablo, најнов модел 2026 година. Во однос на корисниците на возилото би сакал да напоменам дека се подобрат многу условите за работа прво на вработените, односно така наречените возачи, кои што ќе ги користат овие возила, бидејќи возилата се опремени со најсовремена опрема, климатизација, навигација, значи камера за паркирање, сензори, така да мислам дека ќе им се олесни доста работите, извршувајќи ги секојдневно своите работни задачи. Во однос на технолошкиот дел, односно товарниот дел, каде што ќе треба да ги пренесуваме пакетите и писмоносните пратки кои што ќе бидат за граѓаните, тука можем да напоменам дека согласно спецификацијата тежината која што ја пренесот овие возила е 750 кг и сосема доволно да можеме секојдневно да одговориме на сите потреби на граѓаните во однос на тоа што сме задолжени и според законот за поштенски услуги и според поштенското работење да можеме да испорачаме, значи,
пакет од до 30 кг и писмоносни пратки кои што секој ден треба да стигат до граѓаните. Накратко би сакал само да напоменам нешто како новитет кој ќе биде во овие возила, а кој што не е во опремата стандардна што ја добивме, но одлучивме како управен одбор во идниот период да ги ставиме. Тоа ќе биде значи ставање на камера во товарниот дел на возилата, каде што ќе се снима 24 часа и ќе се следи секоја пратка како се движи, како се задолжува тука во пошта, каде се движи и како се испорачува до конечниот корисник, што мислам дека ќе донесе многу повеќе за подобрување на услугата кон граѓаните и за контрола од наша страна на работата на вработеници. Тоа е од мене, ако имате нешто посебно. Колку возила се во Македонија што се нови на подружниците и колку чини се тоа? Значи, вкупно нови возила се 90 од типот кој што сега го напомнав, тоа е Fiat Dablo, пикапи, и 10 Fiat Ducato, тоа се комбини така наречени, кои што водат на релација помеѓу градовите и во меѓународна размена, односно имаме меѓународна размена со Грција, Србија, истите кои што одат и на аеродромот, значи тие 10 возила ќе бидат во таа функција. Вкупната вредност на набавкава на овој возен парк на ниво на држава е некаде околу 1.100.000 евра. Беше предвидено од страна на владата и од страна на премиерот и министерот, значи до 1.500.000 евра да биде таа инвестиција, но во таа аукција, како што напомена и премиерот и министерот, кај што се пријавувале и кај што имало аукција на возилата, цената е падната на 1.100.000, така да мислам дека има солидна цена за толку број на возила нови во Македонска пошта, што можем да кажем дека е еден историски чин кој што многу одамна не се случило во Македонска пошта, кој што е еден од основните алати за да можеме да ја подобриме работиве во Македонска пошта, како што и вие прашавте, значи да бидеме конкурентни на пазарот, потребно е да обновиме возниот парк, софтверите, сортиките и така да кога ќе имаме подобри услови за работа, ќе нормално имаме и повеќе клиенти и корисници на нашите услуги. Добро, само до директорот тука на Штипската подружница едно прашање. Господине директоре, што значи ова за Штипската подружница? Ова значи висок квалитет на достава на пратките, преземање на пратките од самите странки и предавање на самите странки. Значи тука ќе имаме исклучително голем висок квалитет на достава, каде што претходно странките се жалеа дека морале да доаѓаат во поштата да ги презимаат пратките, сега тоа не би требало веќе повеќе да се случува, затоа што ние ќе имаме возила со кои што можеме да доставаме. Воедно ова значи и самите работни единици како што се Свети Николи и Пробиштип, ќе можеме да им предадеме по едно возило, каде што по потреба ќе ги преземаат за да можат да доставуваат пратки исклучително од типот меѓународни пратки и вредностни пратки. Што уште треба на Штипската пошта за да биде на повисоко ниво услугата? Дали кадровски сте опремени, инфраструктурно? Кадровски ни недостасуваат поштари од типот на вработување, иначе имаме доволен број на поштари, значи задоволителен број на поштари, али со под договор, така да кажем, ни потребно значи да има вработување и потребно е што велиме ние да имаме повеќе луѓе за повеќе работа. Колкав е бројот еве на вработени? Моментално бројот е 63, значи вработени, стално вработени и 13 имаме договорни. Тоа збореме за подружница на Штип, тука спаѓаат и Свети Николи и Пробиштип. Фала многу.